Добре дојде за моите гости, Зоран Димитровски, главен одговорен уредник на Фокус, и Владимир Пивоваров. Интересна е вашата функција која обавувате во МВР, координатор за гранично владино тело, но стационирано во МВР, координатор за гранично интегрирање. Интегрирано управување. Да. Так. Добро. Последната информација која дојде всушност е она на Заев, неговата изјава, која е многу контроверзна, спектакуларна, заради тоа што споменува киднапирање на Груевски. Само прашува, како вели Заев, дали Груевски доброволно заминал после потврдата за казна затвор или бил киднапиран и зошто бил киднапиран, објаснува секоја амбасада екстериторијална, територија на друга држава, секој дипломатско возило, секој авион. Зависи кој знаме го носи. Таму нашата полиција или систем не може да делува. Од тој аспект јавно прашувам дали Груевски избегал доброволно или бил киднапиран. Зошто би бил киднапиран, пак не се разбира. Оваа теза може ли да? Па мислам дека оваа изјава на Заев е неодмерена, затоа што ако бил киднапиран, тоа значи дека против својата волја заминал. А зошто би одел против својата волја? Ако заминал против својата волја, значи тоа е киднапирање физичко, без оглед дали станува збор за амбасада или за приватна некоја институција или банда мафијашка што го киднапирала. Тоа значи дека тој сакал да остане во Македонија, да оди во затвор, да се соочи со правдата и да биде херој. Но вака сега, пред неколку дена, Заев рече дека тој е кукавица затоа што избегал. Сега дали е жртва во приказната? Мислам дека не е сериозно да се манипулира со тоа. Друго е да се, поинаку е да се каже, ако поради сите информации што сега ги добиваме, дека Груевски со заштита на со дипломатско возило и на странска држава и така натаму, гледаме се споменуваат 2-3 возила на целата таа рута, стигнал во Унгарија. Но според мене киднапирање значи има и една друга димензија. Зошто тогаш МВР не го обезбедило, нели го заштитуваше? Можел некој да го убие, не само да го киднапира, така? Значи ли тоа дека треба некој да сноси одговорност и за киднапирањето? И кој, ако не главниот во МВР, односно министерот за внатрешни работи? Добро, има и тука објаснување дека бил обезбедуван Груевски, но заради тоа што не сакале да му бидат прекршени човековите права, нели, постојано по 24 часовно наблюдување не бил, токму заради оваа причина. Тоа се објаснувањата официјални. Не, ве молам, за мене тоа е патетично објаснување, затоа што мислам дека господинот Пивоваров многу подобро знае дека од областа на безбедноста, меѓутоа само една реченица да кажам, дека не може цело МВР, сите внатрешни служби, оперативци и така натаму, кои што ги имаат стотици на број, на терен, да немаат информација каде е Груевски, без оглед дали е обезбедувањето со него. Тој е VIP персона. Ние видовме дека ден потоцна се собраа веднаш информации за Кирил Божиновски и за Миле Јанакиевски дека подготвуваат бедство. Тоа значи дека можело на сличен начин да бидат собрани информации за Груевски дека подготвува бедство. Ајде, Пивоваров. Прво околу изјавата на Заев сакам ваш коментар. Значи, прво изјавата на премиерот Заев, значи оди со дали, значи со предпоставка, не оди со тврдење нема. Со аргументи и со факти. Затоа мора да одиме од став на предпоставена работа, а не да одиме од став на сигурна работа. Значи, во тие предпоставки секогаш и во овој период, како и претходните случаи, значи многу пати до расчистување на целиот случај, добивање на правите аргументи и факти, значи секојаш нашата јавност македонска особено е склона на свое прикажување, толкување и видување на работите. Но знаете зошто? Затоа. Заради тоа што досега немаше официјална пресконференција на која ќе бидат сите прашања одговорени. Значи, оној момент кога институциите ќе завршат истрагата, верувам дека ќе има званично соопштение. Тоа беше одлика на претходниот режим. Истрагата е во тек, истрагата е во тек. Се надевам дека институциите ќе бидат ревностни и во скоро време ќе добиеме права информација. Меѓутоа, за да добиеме права информација како, каде, кога заминал осуденото лице Никола Груевски со правосилна судска пресуда, се извинувам. Значи, унгарските власти, Советот за безбедност најавува
седница јавна која ќе биде одржана некаде во текот на почетокот на недела, каде што главно прашање кое ќе биде поставено од страна претседателот кој јавно дава изјава дека ќе биде како господинот Никола стасал во Будимпешта, односно на територија на Унгарија без никаква патна исправа. Значи, тоа е лесно, да се извинувам што ја прекинувам, но лесно може тоа да се објасни. Може да се оди со лична карта и заради тоа се тука и всушност до границата. Границите. До границата со лична карта. Да, до границата со лична Меѓутоа, карта, но како тоа се ќе биде стасало пуштен во Побарал Унгарија. азил, побарал азил претходно за тоа. Да. Значи имаме таму сијасет на различни изјави во Унгарија, ако ги пратите внимателно. Министерот за надворешни работи дава една изјава во која вели дека лицето за кое се интересирате, значи беше поднесен азил за него во азилниот центар во Будимпешта кој не постои. Значи ти има два прифатни центра за барање на азил кои се наоѓаат на самата граница. Нели? Да имаат некаква централа. Но добил Канцеларијата за азил, да. така Добил стои. поради безбедносни причини добил таква привилегија да биде лице кое VIP лице кое ќе биде сослушано во Будимпешта. Да. Од друга страна, премиерот Орбан кажува дека лицето за кое се интересирате, новинарите им одговори дека побарал азил во некоја од нашите амбасади во регионот. Значи сега имате званични институции на дворешни работи, премиер како да кажам институција најглавна во државата со две различни толкувања на една иста работа која ја прашуваат новинарите. Значи ние во овој момент на вистина знаеме што галаматија имаме од изјави. Потоа во целиот регион е многу голем интерес за овој случај, пошироко во Европа, па дури и во Соединетите американски држави. Значи гледате и самите дека до сега имаше најмалку 15 или 20 верзии и тоа е нормално во ситуација она што го прашавте кога нема званична изјава, незавршена истрага од домашните власти, се остава простор да се создаваат шпекулации во вид на од сигурен измор добивме ваква информација. Значи сепак треба да сочекаме да заврши истрагата за да може да зборуваме релевантно. Добра, ајде да збориме каде се пропусти, што направи. Да, се ајде да збориме каква е состојбата на македонската граница за потоа да разговараме за другите граници. Значи на кој начин може Груевски да излезе од Македонија и според последните информации оди во Албанија? Така. Потврдено е од Албанија дека бил таму. Да. На кој начин? Значи може по сувоземен пат и по воздушен пат. Добро. Значи ние секпак сме во фаза на шпекулација дали замина на легален граничен премин, дали замина на нелегален граничен. Кажа дека на легален граничен премин не е поминат. Јас така го слушнав во понеделникот уште даде таква изјава. Значи јас зборам како би можело едно лице да пристигне на друга територија на соседна држава, нормално може и по воздушен пат. Добро. Значи сето ова што го зборуваме во моментов се само шпекулации. Се разбира. Да. Меѓутоа, ова за да се случи вакво бегство или некој друг чин, како што вели премиерот, киднапирање или било што да е, значи може само да го организира сериозна служба со голема логистика однатре и однадвор, што значи дека ова сериозен проблем за Република Македонија. Сакам малку да се навратам наназад. И македонска служба е можно во овој ваш... Значи, зборувам предпоставено, пошто еве веќе и обвинителството води истрага. И службеници веќе се води истрага нормално дека му помагале на Груевски. Така. И сега на границата има ли камери на македонската граница со Албанија на пример, со Црна Гора, со Грција? Значи тоа е прашање кое треба да го поставите на Министерство за внатрешни работи, бидејќи тоа Вие не ги надгледувате границите, координатор за Значи вака на граничните премини постојат камери, тоа е точно, секој граничен премин према потребата има и доволен број на камери. Меѓутоа тие камери се сопственост на Министерството за внатрешни работи. Вие немате информации околу Значи ние имаме реал тайм можност да ги наблюдуваме камерите, да известуваме за состојбите, меѓутоа само да споделуваме информација. Оперативната надлежност на граничните премини е на оперативните служби. Тоа се пред се во најголем број на случаи царина и полиција. Значи тие се службите, нормално и царина си има своји камери поставени на гранични премини со цел нормално борба против организиран криминал, тероризмот, корупцијата. Тие камери пред се служат нормално и за идентифицирање на лица. Добро. Во таква ситуација, значи, ние сме во моментов, односно МВР е во моментов во етапа на
промена веќе задниот месец, има нови камери, бидејќи старите беа 10 години. Нема никаков ефект од таквите. Претпоставам дека се донација никаква, секако со македонски пари не се купени, но ајде сега не да навлегувам одиме тоа, со сите прашања. Првата теорија има неколку теории. Првата теорија дека институциите затаиле, всушност дека се неспособни, дека се дилетанти, обични аматери, и ќе одиме институција по институција да констатираме кои се всушност затајувањата, има многу. СЈО не бара притвор, иако се работи за крупна политичка фигура. Што е... Значи, Да. Мислам дека тоа доволно е објаснето во јавноста. Дека СЈО на времето... Само се извинувам што да. А во меѓувреме, откако Груевски бега, се бара притвор за Милена Киевски и за Кирил Божиновски, што е индикативно, симптоматично и практично не може... Неверојатно е преку ноќ тие да имале мерки, да имаат сознанија, дека и тие планирале бегство, а од друга страна за Груевски, кој е најкрупната фигура всушност, пленот. Најкрупниот плен. Мене тоа ми изгледа како нели дуваме на јогуртот сега затоа што не изгоре лончето со млекото. Зошто тогаш немало мерки? Проблемот е и да биде воопшто јас повторно сакам да го лоцирам тоа на крајот во МВР. Зошто во МВР? Затоа што без разлика да има, без оглед на обезбедувањето и на мерките. Никој не бара од МВР да следи осудени лица и да ги прислушува. Значи не станува збор за тоа затоа што имаше една заблуда во јавноста кога господин Спасовски рече ние немаме ингеренции да го следиме и се прекршуваат човековите права се на Груевски. Човековите права. Меѓутоа, вие знаете дека значи во МВР и ДБК со месеци ги имаат информациите таму, како што ги имавме ние новинарите. Фокус објави во август дека Груевски се подготвува за бегство во Унгарија. Значи на насловна страница објави текст. Зошто? Тоа го објавивме од сознанија, не од предпоставки. Сознанија од луѓе кои што се во раководството на ВМРО ДПМН, некои значи од нив ја разбрале целата приказна дека Груевски го подготвува теренот таму. Логистички, дека огромни пари се однесени на црн начин таму. Дека предходно Кирил Божиновски, кој што сега е нели во притвор, пред да му биде одземен пасошот, дека имал повеќе кратни патувања во Унгарија. Дека таму се создадени сите оние фирми кои што потоа станаа газди на медиуми во Македонија, знаеме на оние претходните од Белизе. И дека таа логистика е цела направена таму со таа цел. Не дека унгарската држава има некакви интереси во Македонија, туку затоа што со бизнис се поврзани едноставно, парите на фамилијата, дел од парите се во Унгарија. Да, после ќе говориме за само да кажам дека беше врска. логично тоа да се претпостави. И не можам да разберам како сите, освен МВР, ги немале информациите дека овој човек има намера да избега во Унгарија. И зошто тоа бегство односно контраразузнавачите или оперативците од јавната безбедност не ги доставиле тие информации до министерството. Значи тоа е пропуст и грешка за која што мора некој да одговара, а за тоа треба да падне министер и тука нема дилема. Добро. Пивоварове молам. Вака, секојаш новинарите велат министерот. Значи треба да знаете дека тоа е хиерархиски поставена институција, министерот е политичка личност. Значи, никогаш не прашувате што работеле оперативците, оперативните тимови. Морална одговорност сепак треба да има зборувам за професионална. Добро. Значи, професионалната одговорност секојаш треба да се бара кај извршителите. Затоа што министерот не е баба Вања да гледа во секое време тие 14-15 илјади вработени, сега зборуваме за МВР, дека знае во секој момент што работи и го насочува како да работи. Затоа имате два големи директората, дирекцијата за јавна безбедност, дирекцијата за управа за безбедност и контраузнавање, и во таква ситуација ти имаат своји претпоставени. Потоа тие надоле по структурата имаат помошници директори, началници, извршители. Значи никогаш Сака да кажете дека заробената држава во времето на ВМРО ДПМН е всушност се уште на сила. Значи не зборувам така, значи и што правел за оваа година и пол тогаш министерот и што правел и директорот на ДБК. Колку мене ми е познато дека во момент се баш тие реформи за кои зборувате,
процес долг од 11 години каде што имавме заробена држава, значи не може тоа преку ноќ вие да го решите проблемот со чаробно стапче. Година и пол не е преку ноќ. Значи не е преку ноќ, затоа зборувам, значи веќе почнуваат проекти. Еве прекрасниот проект кој го поддржувам на министерот Спасовски е ветинг проектот. Значи прочистување на редовито од криминалците внатре во полиција, впрочем тој даде многу добри резултати во Албанија. Зошто на почетокот на мандатот тоа не беше не започна тој проект? Значи тоа сигурно министерот на политичка одлука, да. Али да ви објаснам и вториот дел. Да. Значи реформите УБК се во најголем, мислам во завршна постапка. Имавме научна конференција на Факултетот за безбедност во Идризово, каде што своје излагање имаше директорот на државна безбедност, кој рече дека од трите модели кои они ги предлагаат, значи треба сега да се одлучат за еден од моделите. Ајде да збориме сега што во за... суштина ќе биде темелна реформа. Меѓутоа, јас се согласувам само со едно. Ако еден Шнајдер нема добар штоф, нема да направи дело. Тоа значи дека доколку немате база на квалитетни оперативци, не може да направите реформи, амо какви сакате, нацртете ги. Значи, секојаш реформите и предлагам да бидат од темелот. Ние секојаш правиме шминка, правиме негде на кровот. Ова на Спасовски му сугерирате. Ајде да одиме сега следната зборувам инстанца. за УБК зборуваме. Добро. Значи во тој дел, за УБК зборуваме. значи Добро. се да почне од На базата. Николовски. Одговорноста е важна. Николовски и Спасовски им предлагате и сугерирате. Следната инстанца е судот. 3 дена чека курирот, односно 2, цел викенд, да биде доставена поканата на Груевски. Не можат да го најдат Груевски, освен тоа, и адресата на Груевски никако не може да ја погодат. Ние видовме денеска, ако забележавте, неколку невладини организации ги набележаа сите пропусти на судот, Хелсиншки комитет беше и прилично дека да, присутен. видовме дека има сериозен пропуст во тоа, дека управникот на затворот упатил значи свое барање, дека Груевски не се појавил на издржување на казни, известување, упатил известување и дека веднаш судијата за извршување на санкции бил должен истиот момент да побара од МВР фактички асистенција, односно да побара да го пронајдат и да го донесат, да распишат ипотерница. И тоа не го направил, 2 дена чекал судијата за извршување санкции. Значи судијата е тој, не управникот на казнено-поправна установа. Судијата е тој кој треба да побара судијата, меѓутоа управникот него го известил, сакам да кажам. Така, го известил, ама судијата е должен кој требало да побара. Меѓутоа судијата не побарал. Тоа треба да се види дали е тој пропуст намерно одолговлекување бил, значи треба да се утврди сечија одговорност. Јас се согласувам, меѓутоа не може МВР да излезе на крај и да каже дека немавме информации дека Груевски подготвува бегство. Значи тоа е за мене апсурд и изјава само колку за да се покрие одговорноста на министерството. Јас не велам дека постои заговор, конспирација во смисла да го пуштиме Груевски. Меѓутоа велам дека одговорност мора да има. Да. Се согласувате, одговорност мора да има сите инстанции ги споменавме, САЕО, МВР, значи, ние судот. некако ги прилипуваме работа, одговорност се бара пред да се заврши целата истрага. Ја велам, да се заврши истрагата, па тогаш да ја утврдуваме одговорноста. Да се констатира со аргументи и факти. Ние сега денеска и утре и прекуте додека не слушнеме вистината, значи кој ќе имаме аргументи и факти, сите можеме да правиме предпоставки и најлесно да се бара одговорност во дадена ситуација. Знаете што, ама имате лице кое што заминало, така. Значи некој, и тоа VIP персона, поранешен премиер, ние зборуваме за политичка и морална одговорност. Дека не можете вие да имате швајцарско сирење граница. Можете, мислам како што знаете дека имаме, не можете да имате во МВР да не постои информација, сите да знаат, цела држава да знае дека тој ќе бега, МВР да не знае. Да предпоставува. Да предпоставува и да собира информации како што собрало, за Миле Јанакиевски и Кире Божиновски дека имаат намера да бега преку ноќ. Одеднаш. И сега се поставува прашањето како они преку ноќ како на 13 тога таа информација службена белешка се доставува. Многу се смешни овие потези што ги прави МВР во и Ајде околу добро со предпоставките. Дека имало информации. Меѓутоа, втората теза секојаш се поставува дека можеби немале. Значи, можеби имаме такви... немале, тогаш е одговорноста зашто немале. Значи, затоа велам. Значи, дајте да се заврши истрагата и тогаш да зборуваме со аргументи и факти, тогаш ќе дојдеме до вистината.
Вака сега само до предпоставки ќе одиме, ќе бараме Да не биде на одговорности. крајот дека треба да одговара некое штрафче, некое курирче што не ги однело писмо, барањето упатниот такт Не, па тука до е вратата на главниот- Груевски или до или до тука следната е врата. баш главниот проблем. Значи, доколку полицијата би имала наредба од судот многу порано, а се искористува, гледайте го тајмингот на носењето на првата, него најдовме дома, на втората, трета, па дури тогаш ќе бараме, така е законски, нели? Во оваа ситуација се доаѓа у петок се бара, значи веќе имаме 2 неработни дена, нели, него наоѓаме следни, значи веќе 3 дена е За притвори за затвор преголем- нема неработни денови. Ама тоа сакам да го кажам. Значи, ние претходно имавме иста ситуација со бегалците Груевски и другиот Бошковски. и Бошковски. Значи, иста ситуација, идентична. Значи, судот, апелациониот, врховниот се шеташе поштата предолг период. А МВР Значи, не требаше во тоа Македонија е толку- тоа меѓувреме да го наблюдуваат, следат и Груевски и Христо и Неџми. за следење, мора. вака сега, зборевте за пимерки. Значи, не не се суштината само на заробената пимерки. држава, кој ги спомнавте за Не, пимерките. не. Ама чекајте да ви Пимерките, докажам. ајде ве Значи, молам. зборите за пимерки. Не зборам Спомнавте за пред пимерки, малку дали воопшто. се употребени. Воопшто не зборам за пимерки, заради Јас тоа што слушнав. не, заради тоа што Значи, во секој заробената не мора држава беше токму тоа. Значи секој како сакаше спротивно на законот постапуваше. Во дадена ситуација, ако сакаме да зборуваме за правна држава, апсолутно мерките се во надлежност на институциите кои не е МВР, туку се обвинителство судството. Сака да ми кажете дека МВР оние- треба да ги изврши само со наредба. Значи МВР изврши. Не, ама немојте. Ајде да зборуваме. експерти кои Ако е Чекајте. МВР само сервис, тогаш зошто постои МВР искрено Чекајте да да ви ви кажам? објаснам. Значи МВР мора зборуваме- да собира информации и Ама без тоа е примерки. вториот дел од Апсолутно, прашањето. Апсолутно. да. Апсолутно. Вториот дел. Така. Ајде да зборуваме малку за ЗКП. Значи да влеземе у правната држава. ЗКП ви вели дека со 2 збора ќе објаснам цел ЗКП. Значи вели дека Министерството за внатрешни работи во поранешната ситуација пред промена задното ЗКП ги вршеше сите истраги. Сега Доминус Литис, главната фигура во водење на секоја истрага е само обвинителот. Значи буквално сега МВР е сервис на извршување на наредбите и упатствата кои ги дава обвинителството. Другиот дел за кој вие зборувате, сега се навраќам. Значи прибирање сознанија. Прибирање И тие сознанија. сознанија кои ќе бидат приберени Повторно? значи, Треба повторно да се доаѓаат упатат до до обвинителството. обвинителството, така е. Е, тоа е вистинскиот пат. Добро, Тоа е правната држава. Но очигледно МВР не Тоа прибрало не не поставиле прибрало така. сознанија за Груевски, Да. а прибрало за Јанакиевски и за Божиновски за 24 сата. А за Груевски неколку месеци претходно Да. не прибрало сознанија дека човекот спрема бегство. Законот за Тоа е за полиција жал, во основа таква е вели ситуација. МВР прибира сознанија со цел да превенира кривични дела, да открива кривични дела и да докажува кривични дела. Така е, Меѓутоа ЗКП нели го обединува сето тоа и вели обвинителот е таа фигура која Така е. ги води сите истраги. Апсолутно е така, меѓутоа Но МВР не може да алармирало, може немало да сознание. иницира. Очигледно Може. немало Да. сознание. Значи тука таа комуникација треба да се види помеѓу МВР и обвинителството. Ние збориме сега дека немало. Може би имало. Немаме таква информација. немате А информација она што дали го кажа имале Заев денес, сознание. рече дека немавме индиции за бегство. Да. Денес рече на пресконференцијата, ние претходно уште од времето на шарената револуција имавме некакви сознанија, рече. Меѓутоа во последниот месец, дури рече вака, последниот месец некакви мерки преземавме околу неговото обезбедување пред еден месец, но немавме индиции дека подготвува бегство. Тоа е за мене сигнал дека Институциите затаиле МВР не си ја завршиле односно- работата. Да, не е можно. Е сега да видиме кој е кој е Како тој. и да е, сепак да е сочекаме истрагата. Се согласувам. Значи Да. тогаш ќе можеме да кажеме кој колку е одговорен и зошто е одговорен. Да, кој но што направил, додека- кој што не да, направил. Додека ја чекаме Дали истрагата, свесно тоа го направи или несвесно? Значи овде имаме две категории. Може да е Да, и свесно и да. несвесно, да. Додека Се ја согласувам. чекаме истрагата. Истрагата е во тек. Да, има информации дека влегол со автомобил во Албанија, отишол подоцна во Црна Гора, се упатува до Србија и на крај завршува Будимпешта. Прашањето е кој е тој начин, како е тоа можно? Ако оди цело време со лична карта. Така. Да, овие И ста- држави можеш да ги поминеш со лична да, карта, да. и тоа и дури Орбан од Унгарија имаше таква информација, ка Балканот може да се помине со лична карта. Станува збор за дипломатска Дипломатско кола. возило, да. Да, која е со затемнати стакла. Значи, не мора да значи воопшто дека може ли да биде пријавен, односно не бил пријавен. Немаше меѓународна потерница.
Има ли објаснување зошто? Значи МВР распишува меѓународна понтелница само по известување од судот. Значи не може МВР на своја рака да распише, тука да расчистиме. Овие поставивте многу предпоставени ситуации. Значи спомнавте дипломатско возило. Така, една од предпоставките. Не се предпоставки, кога се официјални, ама не има и официјални. Имаме официјални изјави на министерствата. Да, на тоа. албанското, на црногорското, дека со дипломатско возило. Само Србија нема. Имаме информација од институции во други малку зборам Да. од Унгарија, каде што премиерот и министерот за надворешни имаат спротивставени кажувања за она што се случило, дали е тука, не е тука, Нејасни, не толку многу нејасни малку, да. Значи, ја велам дека сепак мора да се очекаме и овие информации кои сега ги имаме колку се веродостојни. Дали ме разбирате? Добро, ама еве веќе имаме некои информации дека со дипломатско возило дури имињата на луѓето се кажани, на конзулите, на замениците амбасадори, дури нивните имиња се кои се возеле во возилата. Имињата, Значи, табличките се објавени. дека ако било така, морало да има придружба од одредени луѓе од одредени служби, за да ова биде се изведено со начело, најголемо начело на тајноста да биде применето. Да. Зборите за дипломатско возило. Да. Така е, но не е баш така. Значи, дипломатско конзуларно право од 91 година, од 61 година, Виенската конвенција, значи вели дека дипломатското возило буквално има статус на екстериторијалност, меѓутоа во ситуација кога земјата домаќин, домицилната земја има сознание дека се сторува кривично дело, има право да изврши претрес, апсење со дозвола од првото лице, односно тој момент кој раководи амбасадорот, дали амбасадорот, ВД-то или некој ополномоштено лице од нив, значи во таква ситуација може да изврши преглед на поштата, на багажот, на возилото. Значи не е така едноставно, нема потерница. Нема потерница, нема никаква. Да, немало сознание во тој момент. Значи јас зборувам како дипломатски би се извела ситуација доколку би имало сознание дека тој се наоѓа во одредено дипломатско возило. Меѓутоа, по кој член од закон ние би го барале во тој момент? Нема меѓународна потерница, така? Значи тие неколку дена вакуум простор што се создаде 2-3 дена, ја создаде ова правна небулоза и правни толкувања за и правни толкувања против. Значи доколку имало индиција, ова е јавна личност, значи јавно се публикуваше на сите, буквално сите медиуми. Значи во таква ситуација полицаецот обичен на граница, значи последниот оперативец, доколку имал вакво сознание, сигурно према своите предпоставени би сигнализирал. И не би се случило овие што видите така едноставно, би го качиле во дипломатско возило и ќе го изнесеме. Не е така едноставно. Без потерница е многу едноставно. Да, меѓутоа ова говори за, значи ова говори за една поголема слика дека унгарската држава, затоа што ако се сеќавате една пресконференција во Будимпешта, некои од тие портпаролите тама, кажа дека Унгарија не се меша во тоа и не помогнала да го изнесе него од Македонија. Меѓутоа, гледаме, ако се овие информации точни, сите дипломатски возила, ако од амбасадата од Тирана, па до црногорска граница, па до српска граница, па до унгарска граница, ако е навистина, тие се инволвирани во неговиот пренос до Унгарија. Според мене тоа е сериозна, вака, ако можам да кажам, сериозен удар, бидејќи Унгарија е земја членка на Европската унија и на НАТО. Ние знаеме позицијата на Орбан, ги знаеме нели неговите кавги со Европска унија, неговата позиција и така натаму. Меѓутоа, кон земја кандидат за членство во Европска унија, да упатувате директна порака, ние знаеме што се говори, нели, опозицијата во Македонија и Груевски дека е под политички прогон, да го легитимирате, тоа е легитимирање на еден чин дека против Груевски се прави политички прогон од една земја членка на Европска унија, која знаеме какви ставови има кон режимот на Груевски. Имаме извештај на Прибе, имаме јасна политика од Европската унија дека треба да се расчистат кривичните дела од поврзани со прислушувањето и од тие причини мислам дека ова е сериозен проблем кој што Унгарија го прави на Македонија. Значи вака сега само да се надоврзам, значи ако ја направиме историјата поновата пред 7-8 години. Значи имавме ситуација каде што имаме осудени лица за шпионажа кои работеле во корист на унгарската служба, така? Тоа е точно. Значи кога бидна апсењето шпион. За 7 дена Орбан добива кај нас, значи земја која кон вас прибира сознание разузнавачки што е најстрашен вид на непријателство, му давате одликување најголемо во Република Македонија. Значи веќе нештата не се јасни. Аферата Маđar Телеком. Маđar Телеком аферата,
шишето Вајцата со со парите. парите на Значи, Чеј. кај Се одеше поврзани преку со- Буди. Да. Намо сите Се патишта поврзано со сега Унгарија. може да Христо констатираме. Иличби Христо планира Иличби да планира одат во Пекс. Унгарија. Така, И сите тоа го имаше власта како поединости- сознание, Да. за Груевски не Медиумите, Да. значи влегување на македонскиот пазар на медиуми, наводен Да. унгарски капитал. Значи сето тоа е еден следствен редослед кој поврзува одредени лични криминални интереси на високи Но и- политичари од две земји. Да. Но Значи можеби овдека не и се работи ниту политички- за љубов, ниту за пријателство, ниту за интереси. Бизнис. Но Бизнес интересите, интереси, политичките криминал. интереси, може би заради тоа и го споменуваат бегството на Груевски, дека може следната дестинација Да биде всушност да Москва. му биде Русија. Знаете што, тоа се Турција сега би било шпекулации. тешко, се разбира. Тоа се шпекулации. Значи Меѓутоа, гледате глобалната малку Турција у моментов повеќе почнува да ги зближува односите со САД, што не би си дозволила САД таков и преседан. И Ние не со знаеме. Македонија ги има. Моќта на Ердоган за ваков тип на Ердоган видовме дека го испорача овој оној свештеникот на Така. во Соединените Американски држави го врати, бара да му се врати Фетула Гюлен, тој е инволвиран во таков тип на процеси, но меѓу другото видовме дека Ердоган му даде и професура на Ѓорѓе Иванов и дека Ѓорѓе Иванов веднаш по завршувањето на неговата председателски мандат ќе оди да предава во Анкара. Зошто мислите дека Груевски не би можел исто така да биде професор на универзитет Зошто? во Не Анкара? бидете сигурни, пошто работите на турските работи, на геостратешки план веќе почна да Се се согласувам. Меѓутоа ова се вртат сега кон шпекулации. кон Европа, Да. кон Соединените Американски Прозапад, држави. да. Мислам Значи, дека не би Груевски- ризикувал тој толку многу за некоја персона Зошто што Ердоган Мислам би дека го Орбан- жртвувал, се извинувам. Да. Зошто Ердоган би го жртвувал пријателскиот однос со Македонија, не велам со Заев, само заради Груевски. Знаете што, Турција не е во Европската Унија. Турција е партнер на Соединените Американски држави во НАТО, меѓутоа кон Европската Унија нема некакви обврски од оваков карактер, ниту подпишано заеднички некакви политики, конвенции према Балканот и така натаму. Второ, Турција сака да воспостави, сепак има интереси на Балканот сериозни. Зборуваме од Босна и Херцеговина, И Македонија Македонија е и тука, така натаму. да. А, Велите ќе ги расторањето- заостри односите или нема никогаш да дознаеме дека влегол во Турција? Заострувањето на односите е многу подраматично со Унгарија. Зошто? Затоа што Унгарија е земја членка на НАТО и Европската Унија која што може да стави вето. И може да го отежне нашиот процес на интеграција во Европската Унија. Не гледаме ние дека Орбан многу брзо ќе падне таму од власт. Така? Ниту пак дека е отповикан амбасадорот. Ниту пак дека има не може. Знаете што, да ви кажам, некои пишуваат дека ќе биде отповикан унгарскиот амбасадор, Да, протеран и од така натаму. Македонија, да. Тоа е страшен чин што ние би го направиле. Ние овде треба многу внимателно како држава, затоа што утре сакаме да видиме земја членка на Европската Унија, да видиме за што се работи и работите повеќе да ги водиме преку Брисел, отколку во некакви директни дипломатски преписки или Кавги, да кавги со Да, званична Будимпешта. Тоа нам не ни треба. во моментов. Зошто логиката не ви оди дека може би подобра дестинација за Груевски е Русија? колку граници имате до Русија? Отколку Знаете Турција. зошто? Колку е поризично да стасате во Русија, отколку на Балканот? Многу. Прво вие- тоа, второ Русија Каде би оделе? Која граница би е, осим авионскиот пат зборам? Значи, да. кој пат? Збориме за Преку авионски. Бугарија? Збориме за Абе, авионски. Преку Бугарија, Знаете, верувам преку дека не би. Не, збориме Преку за Унгарија, авионски. Од Од Унгарија Унгарија, да оди знаете во што, Москва. ако на Апсолутно е тоа Орбан, возможно. ако на Орбан навистина му се комплицира состојбата, ако му забележуваат премногу зашто Ако е го забележуваат. Ама притисокот веќе му преголем. забележува. Ама не Веќе му гледаме, преголем. гледаме Брисел денес Да. вели Маја Коцјанчи што е внатрешна работа на државите и така натаму. Значи немаме некаков сериозен притисок таму. Имаме се уште неофицијални изјави. Ако тоа стане проблем во односите има многу проблеми во тие односи меѓу Будимпешта Да. и Брисел, но ако и тоа стане сериозен проблем, тогаш тој Груевски е некаква монета за подкусурување во таа приказна. Секојаш ќе може да се игра Орбан со него. Добро, еве, Груевски ќе го тргнам, Но за возврат, но за возврат ќе добијам нешто друго. Да. И во тој момент, меѓутоа мислам дека Груевски е безбеден во таа смисла. Не мислам дека некогаш ќе го врати. Тогаш може да му рече качи се на авион, оди кај Путин се, што да ти правам, јас можев толку да те чувам, не можам повеќе. Точно Но е. тоа е, знаете што, зошто овој ја избрал Унгарија, а не некој друг? Па он можел да ја избере, да речеме, и Турција, затоа што кај Ердоган одеше долго време. Да проблем е исто како да стигне до таму, или колку граници треба Грција или Бугарија да ја помине.
и така натаму, земји членки на Европската унија. Унгарија му е поедноставна и веќе логистиката ја има таму за она што зборувавме. Сите, Значи, спомнавте за Русија, Ајде. апсолутно гледате у практика, балканските, да кажем, политичари со криминална заднина, како што Кој што беше бега, Мира да. Марковиќ, Марко Остана Милошевиќ, Марко братот Милошевиќ. на Милошевиќ. Денеска се наоѓаат негибнати во Русија Да. и сите гледаат дека тоа е една од најбезбедните дестинации. Таму ќе ве чуваат доколку имате доволно пари. Мора да имате кои ќе многу можат пари многу таму за да пари чуваат. за да ве Мора чуваат. да платите на службата. Иначе не верувам дека и Русија би се сложила да си направи ваков проблем, бидејќи ако ја внимателно читавме изјавата на Стејт Департментот, вели дека очекува дека тој ќе биде вратен во Република Да. Македонија и дека ќе се соочи со домашното правосудство и ќе биде суден во својата земја за останатите, зборувам, кривични дела. Значи гледате дека имаме сепак во оваа геополитика. И не знам зошто геополитика се вмешува во класични криминални чинови. Ние секојаш зборувавме политика. Ние веќе почнеме за криминалот да ставаме политичка обланда. И додека не престанеме во Македонија за криминалот да зборуваме дека е политички монтиран, никогаш нема да имаме правна држава. Гледате историјата задни Ајде. 10 години, секојаш за било кој случај се Ајде вмешува, околу- тоа да. е политика. Не е политика, криминалот е криминал и е штетен за државата. Но Од сепак- кого да произлегува и од кои редови да доаѓа? Сепак и мафијата и криминалот се врзани со политиката, барем на Балканот е секогаш тоа На Балканот биле случај. едно, да. Да, и прашањето зошто Мијалков сега не оди во притвор? Една од тезите е всушност дека е многу потребен заради следните гласања за уставните измени. Вака, целата приказна околу улогата на Мијалков, нели, според мене малку е и предимензионирана, меѓутоа сега очигледно гледавме дека постоеше апсење минатава недела на една група Империја, во која што беше и името на Мијалков споменато. И имавме една лаконска изјава на обвинителката дека зошто не го апсите Мијалков, па зошто не барате притвор за Мијалков? Па не бараме затоа што редовно доаѓаат судски процеси и така Се натаму. појавува. Да. и А и Глиевски Милеја на доаѓаше Киевски и Божиновски доаѓа редовно на на закажани процеси. Значи, нам ни е јасно дека Мијалков и според писмата што ги напиша до Мицковски и според целата таа кавга јавна што беше во јавноста, нам ни е јасно дека Мијалков има одредена улога во целиот овој процес на Уставните, говориме за измени уставните во измени, Македонија. да. И тоа е едно. Второ, Мијалков е човекот кој што сакаше со Запад да се пазари уште додека беше режимот на Груевски на власт, уште како директор на дирекцијата за безбедност и контраразузнавање, управата, и дека тој беше секогаш за прозападна политика. Неговиот проблем беше што Груевски и Иванов сакаа да водат некаква си суверенистичка политика која на крајот ги Проруска, односно повеќе проорбан. пропопулистичка, Да, значи тие сакаа да се врзат со конзервативниот антизападен свет. Да. Иако Унгарија е во друга позиција, меѓутоа таква улога има сега. Од тие причини сметам дека Мијалков, не знам дали има пазар, но знам дека лукративно користи една политичка состојба у Македонија за да остане еден период барем на слобода. Да. Околу Мијалков имате ли Значи- коментар, Пивоваров? Значи вака, Дали тој има клучот сушност за идните гласања за уставните Значи измени? секојаш сакам да зборувам од правен аспект, значи сите случаи каде што има основи за одредување мерка притвор треба да се отвори, да се одреди. Нели бевме у претходните извештаи на Европската комисија од претходната влада токму нова поле напаѓани за токму тие притвори. Меѓутоа свативме дека ова е Балкан и дека мерката притвор за значи трите причини законски: оддалечувањето, влијанието и искривање на Сега докази. лекцијата научена со Груевски веќе сега Затоа, јасно бе. е што може да се Значи, случи и кој може да биде тоа е она идните што бегалци. Судот го има Да. легитимното право, значи без да објаснува некому да одредува или да не одредува, Да. ако цени дека една од овие услови се исполнети. Значи сега ние треба да влеземе во улога на судството за да кажеме зошто да или зошто против. Меѓутоа секојаш Имаме сум случај за да речеме тезата- Владимир Стајковиќ не е во притвор. Да. Така од овај империја. Тодор, овој другиот на Ексико е во притвор, така што од 12 луѓе во империја, четворица се во притвор, значи сите не се во притвор. Сега тоа е проценка на судот. Иако знаеме каква беше улогата на Владимир Стајковиќ во многу претходно случаи, Да. па поврзан нели И со со на Коста компанија со Крпач. Коста Крпач кој Да, направи. да. Така што она што го вика Усомнителното Пиловаров точно е дека самоубиство. судот треба да располага со Да.
одредени сознанија дали некого ќе стави во притвор. Меѓутоа исто така е многу важно да видиме дали во одредени процеси може да имало одредено политичко влијание. И ако политиката мешува прсти во судски процеси, тоа е лошо. И ако некакви притвори се определуваат само затоа што сега им гори под нозете, па сега секого ќе ставаме во притвор, и тоа е лошо. Ние не смееме да се доведеме во ситуација притворот да ни стане како порано средство за казна, а не за и кризниот менеджмент на тој начин да се затоа што и ние утре како граѓани ќе сакаме, нели, да не добиваме притвор за банални работи ако правиме некакви дела. Да, меѓутоа проблемот во нашето судство е тоа што во ниедна ситуација, ова што го разговараме е окей, во ниедна ситуација кога се водеа вакви случаи, никогаш судството, односно одредениот судија кој го води предмет, не одговараше за тоа што го направил како пропуст. Тука е проблемот. Значи треба да го допреме судството, да разговараме честно, искрено. Значи зборуваме за некои реформи во судството, судството си исто апсолутно, судството останува онакво. Реформите не се ни почнати уште сериозно. А суштината на демократијата во нашето општество треба да почне токму од судството, да почувствуваме правдата, да биде еднаква за сите. Ама додека не ја почувствуваме, додека само популистички зборуваме да, нема ништо да има од нас. Ајде последната теорија, малку да веќе при крај сме. Последната теорија е всушност дека е намерно пуштен Груевски. Дека сепак постои професионален кадар, апарат некаков во МВР, во ДБК, во судовите, насекаде всушност, сите надлежни институции, не е можно да ги направиле сите пропусти кои сега ние ги нотиравме, и дека всушност е намерно пуштен. Две теории има. Првата, дека ова е договор политички помеѓу Груевски и Заев. Втората, дека да, може би имало договор, но со ова всушност ќе има корист голема СДСМ и рейтингот на СДСМ. Кукавицата Груевски бега за подоцна херојски да биде вратен од Може пред да објаснам. од од Унгарија или каде веќе тој се наоѓа во момент. Граѓаните имаат право да прават своји верзии се до оној момент додека не се граѓаните, значи говориме за медиумите и за медиумите и за граѓаните. Ова што медиумите го зборат се пренесе на најниско ниво, на граѓанско ниво, по парковите, по меаните, по дружењата, по славите, по социјалните мрежи секаде. Со акцент голема разочареност на граѓаните кои споменувате кон власта. Заради сите пропусти кои сега ги споменавте. Значи, апсолутно имаат право да создаваат своји верзии, своји претпоставки за она што се случило и да лутаат во еден вакуум, во еден свемир на можни варијанти. Зошто? Затоа што немате истрага која е завршена, која час поскоро би посакувал да заврши, за точно се знае што се случило и како се случило. Во некој договор, мислам дека тоа е една приказка која не знам од кој причини некој нема никаков аргумент за да се гледа нешто дека постои договор. Слушај, ти избегај, слушај, ние ќе те бркаме као не сме те бркале, како приказка направиме. Значи нема некој аргумент кој би не упатил на такво нешто. Али мислам дека со завршување, убеден сум дека идна недела ќе почне одврзување на ова клопче со решавање на ова прашање во Советот за безбедност на Унгарија. Потоа истрагата која водат домашните органи преку обвинителството, мислам дека час поскоро ќе треба институциите да излезат со соопштение, значи што докажала истрагата, зборам со аргументи и со факти. Не со претпоставки и со популизми. Јас повеќе на овој дел би се завршил на кого му одговара ваква ситуација. Значи, од една страна ние видовме, нели, премиерот Заев излезе во јавност, токму со таков тип на изјави, дека избега како кукавица, не се случува со правдата. Тоа е наративот. Иако ја градеше приказната на херој, и дека си жртва на политички прогон, а сега избега како кукавица. Во секој случај мислам дека тука СДСМ се обидува да добие таков тип на политички поени во контекстот дека ја нема веќе личноста која обединуваше одредена тврдокорна структура. Во ВМРО ДПМН може да има слично влијание таа приказна. Ќе го ослободат ВМРО од груевизмот и слепата послушност, се тоа што иде, меѓутоа од друга страна се создава, гледаме, огромен гнев кај тие тврдокорни структури. Гледаме дека нели ги напуштил лидерот. Милијана Киевски го нарече всушност магаре, ако ја извлечеме не можете по магарето, убирате само. Јас сум саморо, тој е магаре. Значи видовме сите го осудија тој чин, па дури Мицкоски беше доведен во ситуација да го осуди тој чин на бегство.
иако претходно зборуваше дека човекот е под политички прогон. Па нели ако е некој под политички прогон, тогаш реално е да го легитимирате неговиот политички прогон и да кажете мораше да бега. Но сега го осудуваат. Но сега го осудуваат очигледно затоа што голем дел од тие тврдокорни структури сега ќе значи поддршката кон ВМРО-ДПМН ќе ја намалат. Во таа смисла ќе ослабне таа поддршка. И затоа, но на долги патеки сметам дека тоа ќе му помогне на Мицкоски, ако навистина сака да го следи правецот на евроатлантски интеграции и прозападно, за какво што го слушаме во последно време откако беше во Хелсинки, постојано тоа го зборува дека е за Европа и така натаму. Дека тоа ќе му помогне да биде проевропски. И токму заради тоа тој вели дека не е добар, го осудувам овој чин. Но од друга страна мислам дека СДСМ исто така одреден гнев има кај поддржувачите на власта, кај луѓето што беа во шарената револуција, што долги години се бореа за правда и сега му забележуваат во смисла на тоа како дозволивте да ви избега, дали нешто намерно сте правеле, или сте неспособни, или сте неспособни. И во двете ситуации има проблем. Има проблем. Меѓутоа сметам дека на крајот на криштата тоа ако има ваква истрага како што вели Пивоваров и ако на крајот истрага ќе има и ако се утврдат сериозно, ако се утврдат пропустите. Не сега да се шпекулира со одговорноста на некој си курирче, туку да биде сериозно да се види во системот што фали и кои се луѓето што ги направиле пропустите. Тоа на крајот може сепак да го демфува политичкиот притисок врз Заев. Меѓутоа за мене за ваков тип на скандали големи повторно ќе речам дека треба крупна политичка глава да падне. Добро, и заборавивме дека кој добива всушност добиваат и истрагите, односно луѓето кои се сега под истраги и кои може да се ослободат од груевизмот, од притисокот на Груевски кој го имаме и во сведочењата, во судските процеси да го насочат, да го посочат како еден од иницијаторите на 3%, 5%. И тоа не го кажа. Повторно не врза Будимпешта и со 3% и со 5%, а и претходните случаи на претходните политичари македонски, нели директорот како беше на електростопанство, парите во Будимпешта му беа, И тоа не врзува за Будимпешта. Значи некако наша понова историја вели дека сме папочно врзани со Будимпешта. А Будимпешта е папочно врзана со Русија. Така. Па не, ако сакате Унгарија има учество историско во атентатот врз Караџорџевиќ, каде што се тренирани убиците на Ванчо Михајлов. Не Ванчо Михајлов е, значи неговите извршителите на Ванчо Михајлов, убиците на Караџорџевиќ. Значи во Јанка пуста Унгарија. Така што Унгарија има историски врски и со Македонија, со ВМРО, ако веќе така. Што врзо, нешто просперитетно европско или нешто што ги деградира процесите, значи криминал, убиства, тероризам. Добро, историјата на ВМРО е таква. И тоа се врски. Ви благодарам што бевте. Благодариме на поканата.